сум му рекал, Горан Ристоски е самохран родител на 2 деца. Живее во село Копанце, Тетовско. Меѓутоа топлина речиси никогаш да не почувствувал. Во неговиот дом ги нема ниту некој од најосновните услови за живот. Ја губи сопругата пред година дена, по незината долгогодишна битка со болеста, и останува сам со своите 2 деца и неговиот татко. социјалната помош мене ми е скината. Ти ја скратија? Зошто ти ја скратија? Ја скратија мене социјалната помош, зашто ја бев мало време вамо, беше многу тешко, ја не можев да идем. Каде беше вработен? Каде работеш? Бев вработен у Прелюбиште. У тоа тие дрвата. Аха, за градинарски. Да, градинарски тоа, ама ја не можев, поради руката што имам наследици, ме боли руката. И ја не можем да ги онадим да ги работи, физичките работи. Физичките работи не можем да ги онадим поради руката имам зорт. Многу имам зорт, а сега поради тоа ме задува вамо и сега да видиме што како поради прехрана, да се прехраним нешто. Дали сте побарали инвалидска пензија со оглед на тоа дека сте? Не смо побарали, а ја сакам, ако може да се искочи на инвалидска пензија, ја би сакал уште побу. Животот е тежок многу. И пред 1 година изгубивте вашата сопруга и вашата Да, да. Имам и черката изгубена исто 16 години. 16 години почина. Еве и сопругата сега ќе ставамо што се вика по година. 1 година. 1 година дека починала. И ја више не знам каде. Паметот више многу ми е занесен, не знам што да. Не можем да работим тешки работи, зашто руката мене ми е, гледате сами, имам ја многу тешкочија, со 2 деца треба да искочим на крај, а не се искоча на крај, многу треба пари и не можем како да биде. Тие пари што заработувам вамо дома, не можем да достигнем све. Све не можем да достигнем. Татко ми е, да речемо... Живеете со вашиот татко? Да, живеем со... Примавам пензија? Со мојот татко живеем, ама татко ми мене не ми ga дава пензија. Живее со неговата пензија заради да се тој прехрани. Тој ми рекал, јас сум му рекал да живее со мене за пензијата ќе го дава, ќе го надиме, све што треба, ќе го гледаме, ама тој вика не прифаќа. Колкави деца имат? Колку години се? Па едното ми е 1 година, детето, а девојчето ми е 2 година. Имаат ли облека? Не достига ли нешто за во училиште? Има нешто да речемо, има облека, ама нешто и нема, да речемо, со тие примени слаби. Ви помага ли некој? Државата ви помогнала ли до сега институциите, општина Јегуновци тука? Ка беше пред тоа ни помогнаа нешто тие работи, ама сега да ни помогнат уште повеќе побо би било. Зашто имам и многу
прехрани, ова, сакам да речем, имам и у куќа да ми помогна и вамо и тамо, зашто не можеме да постигнем све. Што им недостига на децата највеќе? Што треба да им се обезбеди? Облека, прибор за училиште, храна? Па и прибор, и храна, и нешто за домачинство, тие работи, болери, неамо тоа вратете нечина, и тие други работи што треба унутра. Има кревети, треба да се донесе 2. Има други работи. Болер немам, тоа машина, имам машина, не чини. Некој пути работи, некој пути не чини. Споредот за дрва не чини, тоа не чини. Како се не можем да се снајдем, ама помалу се снајдем. Откако нашата екипа заедно со Сонја Бојаровска, представник на Тинекс маркетите, го посети нивното живеалиште во Копанце, семејството Ристовски ги доби и месечните ваучери, кои еден ТВ во соработка со Тинекс ги доделува со рок од 1 година за обезбедување на сите потребни намирници. Акцијата на еден ТВ и Тинекс не застанува овде, а во рамките на отвореното студио, граѓаните ќе имаат прилика да видат кои се луѓето на кои неизмерно им е потребна помош за едно подобро утре.